Како реализиран професионалец, сега сте исправен пред уште еден нов предизвик. Влегувате во политиката како надпартиски кандидат на опозицијската ВМРО од ДПМН за пратеник на македонскиот парламент. Кој беше вашиот личен мотив да влезете во овој предизвик и што е она што вас ве прави поразличен од вашите конкуренти? Така. Видите, Македонија тоне по сите параметри. Сакате обштествени, сакате социјални, сакате економски. Вие не можете ни една работа да ја завршите доколку не подплатите некого, доколку немате некој познаник некаде во државните институции. Република Македонија се соочува со еден масовен наплив на корупција. Корупција од размери кои што чинам дека досега не се видени на нашето тло. За било што да направите во вашиот живот, вие требате да имате визија, треба да имате одлучност и треба да имате посветеност кога ја работите таа работа. Јас мислам дека такви работи поседувам. Во текот на мојата кариера сум се соочувал со одговорни задачи, со предизвици кои што сум наоѓал начин да ги пребродам. Ценам дека целото искуство кое што е позади мене може да посведочи и ќе ми помогне во оваа битка. Пред се станува битка за народот, за граѓаните, за подобриот живот. Ние не зборуваме за теми кои што нема да го допрат обичниот граѓанин. Ние зборуваме за теми кои што ќе вклучат 1000 проекти, над 1000 проекти. Ние ќе понудиме проекти кои што ќе го подобрат животот на нашиот граѓанин, ќе го вратат достоинството, згазеното достоинство. Каква предизборна кампања можеме да очекуваме од Драган Ковачки и неговиот тим за предстојните избори и која е вашата визија за работењето на идниот собраниски состав, кој ќе биде вашиот личен удел во таа насока? Јас и коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе водиме фер и коректна кампања. Кампања која што е насочена кон граѓаните. Ние нема да се криеме позади екраните и ќе викаме дека се грижиме за здравјето на нашите граѓани, а при тоа ќе ги кршиме мерките, како што тоа го прави нашиот политички противник. Нема да вршиме подкуп. Вие сте свесни и во изминатиот период излегува многу работи кои што укажуваат дека се случува масовен подкуп на нашите граѓани, се случуваат закани и уцени. Со такви работи ние нема да се служиме. За мене тие работи се недозволени. Доколку некој сака глас, тој глас треба да го заслужи, а не да го купи. Затоа што достоинството на човекот е на прво место. Во изминатиот период, како што реков, не само пари, гледавме и шекери, гледавме зејтини, не знам, со какви се не уцени и закани се служеа нашите противници. Во новиот собраниски состав гледате дека влегуваме едно комплетна нова генерација на политичари. Од стариот состав 3 или 4 кандидати се само на листите на ВМРО ДПМН. Ние ќе понудиме свежина, ќе понудиме визија и ќе ја понудиме одлучноста за обнова на Македонија. Ќе понудиме правда, нешто што недостига во изминатиот период. Правдата е основата на постоењето на државата, владењето на правото. Без тоа, ние не можеме да сметаме на нормална држава. Новиот собраниски состав мора да биде коректор на власта, на извршната власт на владата, а не обратно, како досега. Нека ми простат сите што ќе ме гледаат и ќе ме слушаат, меѓутоа парламентот не смее да биде гласачка машина на владата. Парламентот е коректор на владата. Преку тие анкетни комисии или други тела кои што постојат во собранието, ќе се контролира владата, ќе се контролираат постапките на владата. Затоа што во изминатиот период видовме дека тој начин, како што беше досега,
не функционира, односно не носи добро на државата. Дали би прифатиле министерско место во новата македонска влада? Јас сум кандидат за пратеник од изборната единица број 3. Ги покривам регионите Делчево, Берово, Македонска Каменица. И во овој момент сум фокусиран само на тоа. Да ја донесеме победата на ВМРО ДПМНЕ, да ставиме крај на тонењето на Република Македонија, како што реков, и конечно да го поразиме врвот на Социјалдемократскиот сојуз. И кога зборувам за Социјалдемократскиот сојуз, внимавајте, не зборувам за целиот Социјалдемократски сојуз, затоа што таму има честни луѓе. Социјалдемократијата за мене не е страна тема. Може би и убава тема. Меѓутоа, раководството на таа партија е тоа кое што треба да одговара и треба да биде поразено.